Денеска сме тука во Кочани, каде што ќе имаме повеќе средби, но и ќе идеме од врата на врата да ги посетиме граѓаните. И тоа го правиме навистина со една важна цел. А тоа е што повеќе да излезете на овие избори во Кочани, да дадете поддршката на ВМРО-ДПМН и кандидатот на ВМРО-ДПМН Љупчо Папазов. Љупчо е еден човек што навистина сака да го остави срцето за Кочани. Човек што секој ден ќе се труди да покаже како се работи во инфраструктурата, да покаже како се гради нови објекти, какви нови планови има за Кочани, како да помогне во образованието, како да помогне на секое поле. Затоа, почитувани граѓани на Кочани, јас би сакал да ве повикам, што помасовно да излезете и да дадете поддршката за ВМРО-ДПМН, се разбира и за Љупчо. Зашто го говорам ова? Многу малце фали во Кочани да се смени сликата. Кочани да стане едно убаво место за живење. Видовте што се случува овие 4 години. Апсолутно ништо. Дали сакате да се создаде нова иднина или повторно да се тапка во место, каде што има од една страна градоначалник бизнисмен, но нема никаква клима за бизнисмените. Нема нови инвестиции, нема нови работни места, нема нови проекти. Затоа, ајде сите заедно да создадеме нова иднина. А таа иднина, тука во Кочани, може да направи Љупчо Папазов. Се сменија работите во Македонија. ВМРО-ДПМН победи на секаде во Македонија. Време и во Кочани таа слика да се преслика. Затоа уште еднаш ќе повикам. Заводни се сите притисоци и на власта. Заводни се сите притисоци и на полицијата, и да казнуваат, и да пресилуваат. Мобингот што го вршат кон администрацијата, се ќе биде заводно. Бидејќи во Кочани народот знае што е најдобро. Најдобро е Љупчо Папазов да стане градоначалник на Кочани. И уште еднаш ќе потенцирам масовно во недела за нови проекти, за нови победи и се разбира за нов градоначалник во Кочани.